Благодарам. Почитувани. Точно така, две во едно беа. Едното прашање беше за лицата со хендикап кои имат потреба од ортопедски помагала и второ, докаде е процесот на деинституционализацијата. Почитуван премиер, ви благодарам за одговорите, но освен тоа што велите дека сте загрижени, не давате конкретни решенија за надминување на проблемите. А истите се со голем предизвик за заедницата со попреченост, нова и самиот комитет при Обединетите нации за правата на лицата со попреченост ни укажува дека трошокот за партиципација за ортопедските и други помагала за мобилност ги прави недостапни за лицата со попреченост, односно е премногу висока цената. Со оглед на вашите одговори, дали во случај кога ФЗО нема склучен договор со ортопедските куќи, истите сами ја дефинираат цената на чинење и кој во таков случај прави контрола во креирањето на цената на чинење за ортопедските помагала, исто така се отвара прашањето за квалитетот на ортопедските помагала, во случајот ортопедските чевли, а за кој и самите корисници се незадоволни, и со оглед на фактот што во изминативе години владата нема склучен договор за ортопедски чевли, дали лицата кои досега го платиле целиот износ ќе им се рефундира од страна на ФЗО. Во однос на вториот одговор, околу прашањето за деинституционализацијата, остануваат доста неодговорени прашања. Имено, како и на кој начин ги вклучивте организациите на лицата со попреченост и самите лица во процесот. Со оглед на фактот дека Законот за социјална заштита не ви е донесен во консултација со организациите на лица со попреченост и за истиот имате доста забелишки од самите организации и лица, исто така ви посочува дека воопшто не ви е усагласен со Конвенцијата за правата на лица со попреченост. Сега го започнувате процесот кој, ако го читаме низ словото на Конвенцијата, воопшто не наликува на деинституционализацијата, туку на реалокација. И тоа е, верувајте ми, сериозен проблем. Исто така, како ја обезбедивте согласната од лицата со попреченост да бидат дислоцирани од тие институции? Како ви е обезбедено правото на избор и контрола на неговителите и персоналните асистенти од страна на корисниците? Дали ваквиот ваш брзоплет процес нема да ги доведе до реинституционализација, земејќи ги примерите од нашето минуто? Што планирате со лицата што не сакаат да излезат од Бања Банско? Дали имате предвидено мерки и активно за подигнување на самодовербата и критичката мисла кај овие лица за независен живот пред да ги дислоцирате од институциите? Јас за ова што ви го говорове, благодарам на одговорите. Дополнително, почитувани, ќе доставам писмени прашања за сите овие одговори, бидејќи е сериозен проблем. Мораме да ги почитуваме човековите права, впрочем се обврзуваме со Конвенцијата и мислам дека треба да се дигне на едно повисоко ниво. Како што реков, немам дополнително прашање, а овие прашања